Почнуваме со урбаните вести на Прва Скопска. Добро дојдовте. Скопјани ја пијат најдобрата вода во Европа. Деталите по генералната најава. Додека светот стравува дека ќе ја снема водата за пиење, во Скопје се пие најдобрата вода во Европа. Садање на 700 садници во општини Илинден. Град Скопје објави конкурс за најголем придонес во животната средина. Апел до скопјани да не го фрлаат градежниот отпад во контейнерите. Под мотото да не оставиме никого зад себе, вода за сите, денеска се одбележува Светскиот ден на водата. За разлика од многу луѓе на планетава кои во 21 век немаат чиста вода за пиење, граѓаните на Скопје пијат чиста и здрава вода и не треба да се грижат дали ќе ја имат доволно, со кој квалитет и во кое време на денот, потврди директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација Душко Весковски. Под мотото да не оставиме никого зад себе, вода за сите, денеска се одбележува Светскиот ден на водата. Со тоа се апелира на еднакви права за пристап до безбедна вода за сите луѓе и се потенцира глобалниот тренд на намалување на резервите на вода, предизвикани од незиното нерационално трошење и нефилтрирање на водата. Одбележувањето на Светскиот ден на водата започнало во 1993 година со одлука на Генералното собрание на Обединетите нации со цел да се подигне свеста на јавноста за важноста на водата и да се промовира одржливото користење на постоечките водени ресурси. Но и покрај тоа што безбедна и чиста вода за пиење и соодветни санитарни услови е човеково право, податоците се поразителни. Речиси 1/3 од светската популација нема пристап до вода за пиење. Според податоци на Обединетите нации, денеска над 2 милиарди луѓе ширум светот живеат без вода за пиење во своите домови. Околу 4 милиарди луѓе се соочуваат со недостиг на вода во траење од најмалку 1 месец во текот на годината, додека приближно 159 милиони луѓе собираат вода за пиење од површинските води на езерата, реките и потоците. Експертите предупредуваат дека до 2030 година над 700 милиони луѓе би биле погодени од недостиг на вода. Секоја година околу 5 милиони луѓе во светот умираат од болести предизвикани од загадена вода, а над 700 деца под 5 години секојдневно умираат од болести предизвикани од контаминирана вода или лоши санитарни услови. Како причини за недостиг на безбедната вода се и негрижата за животната средина, климатските промени, порастот на населението, растечката урбанизација и војните. И во 21 век одредени луѓе немаат безбедна вода од многу различни причини. Ограничен пристап на вода за пиење и соодветни санитарни услови имаат маргинализираните групи луѓе, како бегалците, номадските и автохтоните народи, жените, децата, болните, сиромашните. За разлика од нив, граѓаните на Скопје пијат чиста и здрава вода и не треба да се грижат дали ќе ја има доволно, со кој квалитет и во кое време на денот, потврдија денеска директорот на Центарот за санитарна контрола Зоран Божиновски и директорот на јавното претпријатие Водовод и канализација Душко Весковски, според кого Скопје го има еден од најдобрите извори во Европа, а тоа е изворот Рашче 1 и Рашче 2. Скопската вода, според градоначалникот Шилегов, е една од трите најдобри води во Европа. Во урбаниот дел на општина Илинден се садат 700 садници на површина од 70.000 метри квадратни во рамки на проектот со зеленило против загадувањето. Како што изјави градоначалникот Жика Стојановски, грижата за екологијата и здравата животна средина е обврскана секој, па во таа насока ги повика граѓаните да се вклучат за реализација на еколошките проекти. Општина Илинден со низа активности го одбележа 21 март денот на пролета и 22 март Светскиот ден на водата. Во рамки на проектот со зеленило против загадувањето на површина од 70.000 метри квадратни се озеленува, а ќе бидат засадени 700 садници. Како што изјави денеска градоначалникот на Илинден Жика Стојановски, целта е озеленување на сите јавни површини во урбаниот дел на општината. Градоначалникот
Стојановски рече дека грижата за екологијата и здравата животна средина е обврска на секој од нас, па во таа насока одржувањето на озеленетите површини и садниците е грижа и обврска на секој поединец во локалната заедница. Затоа отворен е повикот на општина Илинден до сите граѓани, ученици, младинци, пензионери, бизнис секторот, општинските комунални предпријатија, општинската администрација, активно да се вклучат во реализацијата на еколошките проекти. Со уредување на 70.000 метри квадратни површина во урбаниот опфат на општината и засадување на 700 садници, ќе придонесеме за подобрување на животната средина, заштита на животната средина и во функција на прочистување на воздухот, меѓутоа и подземните води, се она што значи животна средина. Целта ни е со вклучување на сите граѓани, со тоа сакам и да упатам и апел дека во ова активност потребно е да бидат вклучени и граѓаните, организации, понатаму јавните предпријатија, од бизнис секторот, компаниите, значи сите како учесници на заедницата, на локалната заедница во општина Илинден, да придонесеме со собствен пример, со собствено учество во делот на животната средина. Бидејќи ово е период во текот на целата година каде што е потребно интензивно да се работи за да можеме понатаму да видливо да придонесеме кон сето она што во текот на годината го коментираме, го бараме. Градоначалникот Стојановски додаде дека во насока на одржување на озеленетите површини и заштита на водата од водоводниот систем, на повеќе локации издупчени се бунари од кои озеленетите површини ќе се наводнуваат со техничка вода. А по повод Светскиот ден на водата, вработените во јавното комунално предпријатие Водовод подготвија флаери под мотото "Вода за сите, кој да си, каде и да си, водата е твое човечко право", со информации за значењето на водата за настанокот, развојот и одржувањето на животниот циклус на целокупниот жив свет, што беа поделени на граѓаните на општината. Традиционално, дечињата од градинката Гоце Делчев го посетија јавното комунално предпријатие Водовод, при што можеа да се запознаат со важноста на водата во секојдневниот живот и како треба да ја чуваме и штедиме. Во рамки на традиционалната акција Денови на пролета, Денови на екологијата, со цел промоција и популаризирање на грижата за животната средина и за природата. Градот Скопје го распиша јавниот конкурс за избор на најеколошка компанија. Најголем придонес во областа на животната средина, најубаво уреден двор на куќа, зграда или институција и најубав состав на тема екологија, како и најубав цртеж за истата тема за ученици од основните и средните училишта. Градот Скопје го распиша јавниот конкурс за избор на најеколошка компанија. Најголем придонес во областа на животната средина, најубаво уреден двор на куќа, зграда или институција, најубав состав на тема екологија и најубав цртеж на тема екологија за ученици од основните и средните училишта. Овој конкурс градот Скопје го распишува во рамки на традиционалната акција Денови на пролета, Денови на екологијата, со цел промоција и популаризирање на грижата за животната средина и на природата. Според јавниот конкурс, градот Скопје ќе избира на еколошка компанија, односно фирма со успешна примена на стандарди и придонес во зачувувањето на животната средина. Најголем придонес во областа на животната средина правни или физички лица, кои со својата активност и залагање сториле најмногу за зачувување и унапредување на животната средина во Скопје, во смисла на заштита на медиумите и областите на животната средина, намалување на користењето на обновливи видови енергија и слично. Конкурсот за најубаво уреден двор се однесува за двор на објект за индивидуално домување, колективно домување институција или пак фирма и стопански објект. За најубав состав на тема екологија ќе може да се надпреваруваат учениците од основните и средните училишта. За најубав состав и цртеж на тема екологија ќе може да се надпреваруваат учениците од основните и средните училишта. Пријавите на заинтересираните граѓани, невладини организации, јавни установи, предпријатија и други правни и физички лица се доставуваат по пошта на адреса град Скопје или во архивата на градот. За првите две категории предвидена е по една награда во износ од по 45.000 динари.
За третата категорија најубав двор предвидени се 3 награди: индивидуално домување, колективно домување и институција, фирма или стопански објект во износ од по 40.000 динари. За четвртата и петата категорија предвидени се 2 награди: по една за учениците од основните и една за учениците во средните училишта во износ од 10.000 динари. Пријавувањето на овој конкурс ќе трае до 15 мај 2019 година. Јавното предпријатие Комунална хигиена ги потсетува граѓаните дека според Законот за јавна чистота, отпадот што се создава при извршувањето градежни активности или реновирање на живеалиштата не sme да се одложи во садовите за отпад поставени на јавните површини и апелира да се почитува законот за да не дојде до оштетување на специјалните садови за собирање отпад. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје апелира до граѓаните да не го одлагаат градежниот отпад во контейнерите. Како што информираат од предпријатието, пред неколку дена нивните екипи биле принудени рачно да го извадат градежниот отпад од садовите, откако во Скопската општина Чаир екопатрулата на Комунална хигиена Скопје регистрирала огромно количество неправилно одложен градежен отпад во контейнерите поставени на улицата Благоја Паровиќ. Јавното предпријатие Комунална хигиена ги информира граѓаните дека според Законот за јавна чистота, отпадот што се создава при извршувањето градежни активности или реновирање на живеалиштата не смее да се одложи во садовите за отпад поставени на јавните површини. Градежниот отпад може трајно да ги оштети овие садови, како и специјалните комунални возила, а со тоа да предизвика и сериозни проблеми при собирањето и транспортот на комуналниот отпад во градот, стои во соопштението на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. На гласачкото ливче, прв Река, втора Силјановска, трет Пендаровски. Град Скопје ќе биде паметен град, а граѓаните преку апликација ќе имаат увид во паркиралиштата. Прва Скопска во друштво со жирафите од зоолошка градина, мили, но и опасни животни. На шестите председателски избори на гласачкото ливче, кандидатот на албанската опозиција Блерим Река ќе биде под број 1. Кандидатката на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова ќе биде втора, а под број 3 ќе биде кандидатот на СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски. Во Дик денеска се спроведе жребувањето за редоследот на кандидатите на гласачкото ливче. Во Државната изборна комисија денеска се влечеше ждрепка за редоследот на кандидатите за председател на гласачкото ливче. Според извлекувањето, прв на гласачкото ливче ќе биде кандидатот на албанската опозиција Блерим Река. Втора е кандидатката на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова, а трет е кандидатот на СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски. Како што најави председателот на ДИК Оливер Дерковски, ќе биде подпишан кодекс за коректно однесување на предстојните избори со цел да има коректен надпревар меѓу сите учесници. Апел до кандидатите да се придржуваат кон членот 68 до изборниот законник упати членот на ДИК Борис Кондарко. Во членот 68 детално е дефинирано што се подразбира под кампања, од која тие треба да се воздржуваат до незиниот официјален почеток на 1 април. Кондарко повика на коректна, чиста, позитивна европска кампања, бидејќи, како што рече, тоа е во интерес на сите. Пред се на кандидатите, на нивниот интегритет, во интерес на политичките партии, во интерес на ДИК и во интерес на целата држава. Дарко Каевски, представник на СДСМ и на коалицијата за кандидатот Стево Пендаровски, по утврдувањето на редоследот на председателските кандидати, најави кампањата што ќе ја водат ќе биде европска од денеска па се до 1 април ќе се воздржат од кампања и од јавни настапи и ќе ги почитуваат сите законски прописи. Очекуваме фер европска кампања во духот на европските вредности и убеден сум дека таква кампања ние како Социјалдемократскиот сојуз заеднички со сите 31 партија кои што го поддржаа нашиот надпартиски кандидат Стево Пендаровски, дека заеднички ќе водиме европска кампања која што ќе биде во духот на европските вредности. И од против кандидатите очекуваме иста таква кампања, идентична кампања која што ќе отсликува демократијата која што владее во нашата држава. Дим Чарсовски од ВМРО ДПМНЕ и коалицијата, представник на кандидатката Гордана Силјановска-Давкова, рече дека веќе прекинале со сите активности што не смеат да бидат емитувани и реализирани и бројот 2 за нив символизира победа во двата круга на изборите.
Од она што можам да истакнам е дека ВМРО-ДПМН максимално ќе се залага за европска фер и демократска кампања, ќе ги следи сите оние норми и начела кои што се припишани од страна на изборната комисија во однос на фер и демократските избори. Можам да кажам дека веќе прекинавме со сите активности кои што не смеат да бидат емитувани, реализирани така натака на дали на терен, дали медиумски, дали на интернет, социјалните мрежи. Рамадан Реджепи, портпаролот на кандидатот Блери Мрека, истакна дека за нив бројот 1 представува дека се борат за една република, за сите, за една европска мултиетничка држава. Така да ние се надеваме како независен кандидат Блери Мрека на вистина фер и мирни пред се избори европски. Слушнавте и од председателот колку се важни овие избори да бидат на вистина европски настроени. Како што најави председателот на ДИК Оливер Дерковски, в понеделник во ДИК ќе се спроведе ждребувањето за редоследот на кандидатите за градоначалници на општините Охрид, Новосело и Дебар. Со реализација на проектот Паметен град, Скопје ќе стане модерна престолнина, каде што основен двигател ќе бидат напредните информатички технологии. Тоа подразбира систематски собирани корисни информации, организирани во функционален систем кој што ќе го поедностави секојдневниот живот на скопјани, информира градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов. Со реализација на проектот Паметен град, Скопје ќе стане модерна престолнина, каде што основен двигател ќе бидат напредните информатички технологии. Тоа подразбира системски собирани корисни информации, организирани во функционален систем кој што ќе го поедностави секојдневниот живот на скопјани, информира градоначалникот на Скопје Петре Шелегов. Тој посочи дека крајна цел на проектот е граѓаните да добијат ефикасни и ефтини јавни услуги со целосен увид во перформансите на градската администрација. Се работи на воспоставување на концепт централен комунален сервис кој има за цел да им овозможи на граѓаните простор каде што ќе може да пријават проблем поврзан со комуналните услуги на градот Скопје и веднаш да добијат решение. Тоа вклучува функционални кол центри, мобилни и веб апликации кои ќе овозможуваат редовни известувања за информации од комуналната сфера, плаќање комунални услуги и следење на статусот на решавање на пријавените проблеми. Визијата на Шелегов за Скопје има цел да обезбеди и модерно управување со паркинг местата во надлежност на градот, дигитализација на градските паркинг места, со централизиран систем на мониторинг и наплата, а секој граѓанин преку корисничка апликација ќе има увид на слободните паркинг места во реално време. Како што посочи Шелегов, паметното осветлување на јавните градски површини се очекува да резултира со огромни заштеди на трошоците за електрична енергија, која ќе ги намали ставките за јавно осветлување. Град Скопје е целосно подготвен да биде лидер во овој процес и да преземе се што е неопходно нашите сограѓани да добијат паметен и функционален град, кој ќе биде во чекор со модерните европски градови кои бележат сериозен напредок во ова поле, рече градоначалникот на Скопје. Бегство од стресниот живот и постојаното брзање. Граѓаните најчесто наоѓаат во посета на излетнички места, рекреативни центри и знаменитости. Ние ја посетивме Скопската зоолошка градина. Идеално место за дружење со пријателите и семејството за предстојниот викенд. А таму друштво ни правеа трите жирафи Каспер, Тебого и Флопи. Со нив не запознаа зоокиперите Ристе и Маја Трајковски. Каспер, Тебого и Флопи се трите жирафи од Скопската зоолошка градина, кои веќе 8 година представуваат најголема атракција за посетителите. Омилени се меѓу децата, но и возрастните подзастануваат кај нивните живеалишта, за да им се восхитуваат на убавината и грациозноста. Поттикнати од идејата одблиску да ви ги представиме овие убави животни, се упативме кон нивните живеалишта, каде не пречекаа нивните зоокипери Ристе и Маја Трајковски. Љубовта и поврзаноста со нив ја забележавме уште во моментот на подготовка на храната и хранењето, кое се одвива 3 пати на ден. За почеток јас морам да признам дека ме воодушеви начинот на кој што ги храневте, можевме да забележиме како тие се хранат. Забележав дека јадат јаболчиња, дека јадат прас, моркови, кромит јадат, да, сето тоа. Тоа ли е нивниот начин на исхрана, дали е тоа секојдневно она што тие го конзумираат? Токму така, да, секојдневно, значи 3 пати на ден ги раниме со таа храна што моментално вие ја снимавте и ја видовте, плюс се става додаток, значи пелентирана и овес
и сеното на дотнат. Значи тоа е веќе секој ден. Секојдневна исхрана. Колку количински јадат на ден? Не, може ли да ни кажете? Па 40 кг јаболка, 20 кг морков, 18 лепчиња, по 9 кг палентирана храна ставаме, 9 кг овес и по 3 бали сено. Тоа се негде 60 кг луцерка. Тоа е храна за сите 3 жирафи или? Сите 3 дневна, да, и цела храна ние ја дробиме, значи у текот на денот и 3 пати се ранат жирафите од сабајле на пладне у 12 и пред да си одиме, зашто жирафите не ги оставаме ние надвор, значи секоја вечер се затвараат у натрешните живеалишта. Ке споменам тука некаде токму поврзано со оваа тема во врска со хранењето, забележително е дека посетителите и покрај многобројните апели и табли на кои што пишува дека е забрането да се хранат животните со смоки, пуканки и такви останати работи, тоа и понатаму се случува. Се превзема ли нешто во врска со тоа? Па да, значи ние реагираме како вработени тука во зоолошката, ги опоменуваме. За разлика сега, значи можам да кажам дека од претходниот период, значи сега кај нас кај жирафите тоа е многу намалено, што дали ќе се деси неделата еднаш ке евентуално некој да фрли нешто, али за тоа на пример па сега малце повеќе имаме проблем кај другите животни што ги ранат, али некако се сноѓаме. Ние викаме, имаме обезбедување, имаме, значи доаѓаат и од горе некој што може, значи ни помага, така сепак имаме викенд на малце повеќе работа. Не можеме секдека да постигнеме, али добро. У секој случај добро е, значи свеста на посетителите, значи е многу подобрена за разлика од порано. Например, доколку им се даде смоки, соленки или пуканки, реагираме. Се случува ли нешто сериозно со нивното здравје? Па се случува, не е препорачливо, пошто секој животно си има своја таблица на исхрана, значи што треба да јаде, како треба да јаде, дали треба тоа зеленчук или тоа овошје да го јаде, значи си има секој животно си има своја таблица на исхрана. Затоа не е препорачливо да се фрла храна на животните, дали било овошје, дали било зеленчук, значи дали смоки, мислам дека не е уреду. Пред да се застанат, мислам, посетителите да си го види животното и да се задржи поише, да гледаат како делува тоа животно, како тука сме и ние како зоонегователи, можеме да им покажеме да вакво, да видат дека и ние сме блиски со животните, дека може да се задржат, да погледаат, малци атракција да се направи, да се види дека се работат со тие животни. Тоа што јас често пати кога присуствувам во зоолошката градина и го забележувам дека 2 жирафи се од едната страна и една жирафа од другата страна се разделени. Сега ме интересира зошто се разделени. Па како прво се сите 3 мажјаци, значи од прво и основно од некоја безбедносна причина се раздвоени, а втора се различна врста на жирафи. И па мислам дека вака многу добро функционираат, пошто се од прв ден како што се донесени. Имат меѓусебна љубов, значи можете да приметите и вие, значи ностоп се гушкаат преку ограда и вака е одлично. Мислам, супер функционира. Не. Функционираат добро до сега, еве више да. 7-8 година се тука у зоолошката, у Скопската зоолошка градина и функционираат безпрекорно до сега овие години. Се случило ли некаков инцидент со посетителите? Со жирафите немало до сега. Не. Немало. А може ли да се издвои некој друг инцидент со било која од животните? Вака нешто поконкретно стварно не сме имале, освен со давање на храна. Значи, до сега све е оке. Мислам, све е во ред, ма разбираш. Нема. Значи нема, настојуваме, ние сме тука, значи ностоп покрај животните и не дозволуваме за да се деси такво нешто. Значи можеби евентуално некој несовесен може ќе го пушти детето, али многу брзо реагираме. Многу брзо реагираме затоа што сите колеги сме на местото таму кај што ни е реонот, кај што сме определени и цел ден сме тука. Така, имавме можност да забележиме по социјалните мрежи се кружеа фотографии од вас триста со жирафите. Како се роди толку голема љубов према животните? Па со тек на времето, више, тоа е со години ние сме истите зоонегователи, двајцата сме со нив цело време. Значи, прво од сабајле имаме утринска обавеза ние да средиме внатрешните живеалишта, да очистиме, да провериме здравствена хигиената, значи е на највисоко ниво, се чисти, се средува. И после посветуваме, еве вака, значи како што гледате и вие, тука сме ние цел ден и посветуваме многу време, значи на нив.
се дружиме, се галиме се вако и они, мислам, осеќаат, пошто они се неми, не испуштаат никакви звуци. Значи, си реагираат со ушите, со ваквото, кој ќе не видат, мислам, стварно нас кој ќе не видат двајцата, си покажуваат посебни емоции, посебно вако, мислам, не е исто и вие како посетител да дојдете и ние како зоонеговател на жирафите, мислам, имам доста разлика што еве сега ја да тргнам да одам последната патека, сите три си одат по нас, како деца се шетаат. Така можевме да го забележиме кога доаѓавме тука, навистина е така. Меѓутоа, покрај жирафите, кои што гледам дека ви сте вас омилени, ако смеам така да кажам, животни. Слободно. Слободно. Се дружите ли со останатите животни? Да, да. Да, значи Нормално дека се дружиме се. секое животно има посебно убавина, например, јас знам по обичај да идам тигара да го видам, значи јас Анка ја обожавам. Ја обожавам уште од првиот ден кога сум дојдена од зоолошка. Влегувате кај неа? Не. Не. Значи, да, може би да влезам со колегите да ја видам ептен од блиску, али таков близок контакт немаме со неа, али сакам да ја гледам. Сакам да ја гледам мајмуниве, сакам, едноставно, значи имам обичај некогаш да ја свртам цела зоолошка за да ги видам сите животни. Ете, што знам, тоа ми е некоја љубов или не знам како да ти кажам. Убаво ми е. Чекај да видам ова животно, чекај да го видам тоа животно и така. Кога има мали бебиња, идам ностоп ги гледам. Така, имате навистина преубава работа, она што на сите нас ни представува рекреација за време на викендите, вас вие секој дневие. Како е да се биде зоо Кипар во зоолошка градина? Па убаво е, многу. Мислам, треба да се сакаат како прво животните, да си ја сакаш работата и мислам све си иде после не знам како да кажам, убаво е, убаво, со леснотија, па нема. Многу е, мислам, стварно е, треба да сте еден ден да се стаите на наша работно место да видите, мислам дека стварно е нешто прекрасно да работи со животни, особено со жирафи. Иако не изгледаат така, жирафите може да бидат многу опасни. Имаат силна глава со која ако се вознемират би можеле да ве повредат. Опасни. И тоа многу се опасни. Затоа они посетители мислат дека се жирафа или нешто, ама жирафата е нешто многу опасно. Што може да направи? Па може да удри со глава, да удри. Со удираат со нозе. Значи она не знам која многу се силни у вратот у главата. Значи она има замав, може трајни последици да ти остави. Да. Сепак треба да се припазнат, без разлика кој да е. Сепак они се една диво животно, значи не можеш да се ослободи со нив како што мислат дека треба да се ослободат. И ризикот е голем, стварно е ризикот голем, значи еден замав со нивниот врат, значи ќе нанесе штета, може и да го утепа човекот. Или пошто они тепат и со предни и со задни нозе, сепак треба внимание. Сепак треба внимание, али љубовта си го прави своето, така да мислам дека немаме проблем, фала. Немаме проблем, безбедно се чувствуваме сега за сега. Да. Споменавте колку храна дневно јадат жирафите, меѓутоа еве може ли да ни кажете и за останатите животни, некоја да издвоите? Ја можам да кажам, пошто сум бил кај зверовите доста време, они се хранат 3 пати у неделата и они имаат и летна и зимна таблица. И сега зависи, зимно време се појачува месото, летно време се малце се намалува и така да јадат, мислам, доволно количина, например еден тигар, сега можам да кажам, па јаде дневно до 20-25 килограми месо. Се дава и со коска месо и без коска, значи со коска да вакво да може он да сршта, да си пие, да грицка, да има занимација у текот на своето јадење. Токму затоа се оддалечени на безбедно растојание од патеките за движење на посетителите. Имавме можност да ги посетиме жирафите во Скопската зоолошка градина, навистина убаво се дружевме со нив изминативе 10 минути. Јас се надевам дека ќе го искористите убавото време, ќе дојдете и вие и ќе ги видите и ќе уживате во нивното друштво. Уште еднаш Маја Ириста ви благодарам за вашето гостопримство и за убавите зборови. Благодариме и ние за вашата посета, значи кога сакате секој сте добро дојдени тука кај нас во Зоолошка, посебно во делот на жирафите кај што сме ние. Уште еднаш многу ви благодариме што не посетивте и што обрнувате многу внимание на нас што сме тука вработени и општина животните Зоолошка градина. Уживавме во ваше друштво и во друштвото на жирафите, уште еднаш ви благодарам. Благодариме на присуството. А вие останете со нас и следите на и понатаму со нашите интересни репортажи.
За време на викендот ќе имаме стабилно време, а температурите повторно ќе бидат во пораст. Утре не очекува температура од 20 степени. В недела температурата ќе се движи во интервал од 4 до 20 степени, в понеделник од 1 до 18 и во вторник од 3 до 19 степени. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Имајте убава петочна вечер и пријатен викенд. Довидување.